Многу е лошо да луѓе кои што извршуваат функција заменик премиер за економија, па дури и директно премиерот, директно, неуко да ја напаѓаат мерката, тврдејќи дека сепак треба да создадеме фискална дисциплина и фискална организација за спроведување на таа мерка, а тоа се случува во моменти кога на ангро, на големо се затвараат дуќани широм Македонија и само по себе потврдува колку е тоа успешна фискалната организација на системот на државата. Дефинитивно оваа мерка е многу пофер, подемократска, мерка која што секој граѓанин ќе биде заинтересиран да придонесе во зголемувањето на својот сопствен буџет за 20 до 30.000 денари годишно. Мерка која што ќе пушти 130 милиони евра годишно пари кон граѓаните. Директно секој граѓанин заинтересиран ќе биде на еден начин инспектор, човек кој што ќе бара фискални сметки, преку која мерка повеќе ќе се изгуби потребата од затварање на дуќаните и секако со тоа губење на работни места. Ова мерка има уште многу позитивни импликации. Еве вака, значи, допринесува силно за отстранување на нелојалната конкуренција, каде што никој нема да купува производи од оние кои што не даваат фискални сметки, само по себе ќе го урамнотежи, ќе го направи фер пазарот за сите. Со тоа нема да има црни пари како влез во било која фирма. Ако нема црни пари за влез во фирмите, тоа ќе значи дека газдите нема да може да дават плата на црно. Ќе мора да ги пријават сите работници со придонеси здравствени и социјални, а секако има одлични позитивни ефекти и врз царините и акцизите кои што се наплаќаат на производите, заради тоа што секој производ буквално ќе биде оданочен со ДДВ. И дефинитивно мерката е многу подемократска, дала свој резултат во земји во кои што е применета, како Турција, Португалија, Шпанија и слични, и помогнала многу во вакви тешки циклични периоди на, би рекол, силна економска криза која што е присутна и ја чувствуваат сите во државата. Од тие причини можам само да кажам дека апелирам уште еднаш власта да размисли за имплементирање на оваа мерка, доколку секако тоа не го направи, СДСМ која ќе ја добие честа да ја води Република Македонија, веднаш и во целост ќе имплементира оваа мерка. Ваш коментар за најавеното апсење на Закон на Совет на општиот центар? Социјалдемократскиот сојуз нема да молчи она што се случува и пораките кои што власта ги испраќа кон сите граѓани. Ова ново притварање е исто така демонстрација на сила и страв пред граѓаните. Тврда дека предметот е отворен повеќе од 3 години, а името на предметот е председавач, каде што знаеме дека господин Очиповиќ е председавач само 4 месеци на Советот на општина Центар или некои 5 месеци. И само по себе тоа укажува каква е намерата на власта. Уште во недела ние ги свикавме сите органи на партијата со сите представници на високи партиски и општествени функции од СДСМ, каде што ќе донесеме одлуки за наши идни активности. Едно е сигурно, веднаш ќе ја замрзнеме работата, односно нашето учество на работата во работната група во парламентот, оти дефинитивно нема смисла. Таа работна група има за цел да ги спроведе препораките од извештајот од 24-ти, за да не се повторат вакви работи. Денеска повторно власта ги продуцира ваквите работи, а секако ќе разгледаме уште многу демократски мерки кои што ни стојат на нас како опозиција за имплементирање. Наша задача е да застанеме на пуштањето на сила и страв од страна на власта кон сите граѓани во ова општество. Опозицијата е овде, ќе одигра својата заштитничка улога и воопшто немаме предрасуди дека ова што се случува со непочитувањето на презумпцијата на невиност, директниот атак од страна на централната власт врз локалната власт, ќе има своја рефлексија, каде што Социјалдемократскиот сојуз како најголема опозициона партија нема намера да молчи и буквално да не реагира ништо.